ова издание. Изборните резултати одраз на длабоката поделеност на американското општество. Промената на администрацијата во Вашингтон не би значила и промена на односот кон Скопје. Соединетите држави остануваат стратешки партнер. Уметничка инсталација, мрачен символ на пандемијата. Над 200.000 бели знамења за над 200.000 починати од COVID-19. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Изборните резултати, односно минималната разлика меѓу кандидатите, ја покажаа длабоката поделеност во општеството во Соединетите држави. Американците како да живеат во два различни света, во зависност од нивното политичко убедување. САД се можеби една држава, но како што покажаа изборите, американците изгледа дека живеат во различна реалност, зависно од нивните политички афинитети. Овој човек, кој се представи само како Джеф, гласал за Бајден. Ми се лоши од ситуацијата. Не ја препознавам оваа држава. Мислам дека Доналд Трамп ја скрши. Бет Джордан гласала за Трамп. Тој ја подобри економијата според мене. Мојот пензиски фонд порасна, каматата порасна. Сега заработувам повеќе и моите акции се зголемија. Правам повеќе пари. Овие две гледишта се одраз на длабоката поделба во државата. Поделени сме партиски и идеолошки. Поделени сме по многу прашања, социјални и економски. Поделени сме и по реакциите за пандемијата. Изборната ноќ не беше син бран на кој се надеваа демократите. Истражувањата на јавно мислење покажуваа дека Бајден водел во Флорида, а таму всушност Трамп победи. Зошто се погрешни анкетите? Може да биде затоа што за време на пандемијата многу претпоставки беа направени за тоа како да се таргетираат испитаниците, а потоа и како се интерпретира датата на добиени податоци, што статистички може да биде погрешно систематски. Додека кампањата на Бајден се фокусираше на справувањето со пандемијата, демократите може да направиле погрешна проценка на важноста на другите прашања, што доведоа до тоа гласачите да се определат за Трамп. Подржувачите на Трамп се чувствуваат запоставени, како тие и нивните семејства да испуштиле некои можности. Од тога е незадоволството што Трамп знаеше да го искористи, мислам дека не е променето од 2016-та. Всушност е полошо. Тесната трка исто така посочува наменувањето на демографијата и на политичката географија во САД. Мислам дека предпоставената поддршка од различни сегменти, како тоа дека црнците се демократи, не важи. Мислам дека тие навистина треба да работат да ги заработат гласовите на црнците и на оние со јужноамериканско потекло и хиспанците. Трейси Хинсон од државата на Бајден, Делавер, гласала за Трамп. Не видов голем ентузијазам за Бајден. Навистина не видов. Бет Джобсон е за Бајден, зашто рече сака промени од поделбите во изминативе 4 години. Се молам оваа држава да заздрави, да се здружиме, да седнеме заедно и да разговараме. Гласот на сите да се чуе. Следниот председател ќе има полни раце работа со епидемијата и економијата и со водење на поделена држава. А македонските граѓани сметаат дека политиката на Вашингтон кон Скопје е конзистентна, без оглед која предводи администрацијата. Соединетите држави се и остануваат наш стратешки партнер. Бидејќи Соединетите американски држави досега се покажаа како големи пријатели на Северна Македонија, од нејзиното самостојување па се до членството во НАТО. Овие американски избори се многу важни и за земјава, сметаат луѓе од различни општествени профили. Американската помош на сите полиња досега е исклучително значајна, па затоа велат е многу важно, исто до тоа да продолжи без разлика која администрација ќе биде на власт во САД. Изборите во САД ќе влијат во регионот, посебно во Македонија. Знаете дека во Македонија се чекаат два големи бранови. Првиот е општиот светскиот со пандемијата, во која што знаеме дека Америка како една од најголемите технолошки, но и фармацевски индустрии би требало позитивно да влијае да се цела ова пандемија заврши успешно. Вториот бран
е очекуваните преговори со Република Бугарија, во каде што Соединетите Американски држави би имале удел и сигурно би влијале позитивно низ целиот овој процес. За Сефер Цановски, не само политичкото присуство на САД е важно за земјава, туку и нивната помош во напредувањето на квалитетот на домашното пред се високо образование. Процесот на европеизација, процесот до независно судство и правда, како и ограничениот број на природни ресурси и последиците од COVID-19 со инака веќе кревката економија. Во сите овие процеси, нашата земја секогаш има потреба во својот најголем и најважен стратешки партнер. И од туристичкиот сектор се надеваат дека после овие избори во САД ќе се отвори можност за поголемо присуство на американски туристи во земјава. Америчкиот туристички пазар е голема можност за нас како туристички сектор да се потрудиме да го зголемиме квалитетот и промоцијата на овој пазар, со што би привлекле поголем број гости од оваа држава, кои се едни од најквалитетните гости во светот, а во нови избори се и можност ние како држава да ја подобриме туристичката соработка со нашиот најголем сојузник Америка. САД изминативе години се сериозен партнери на граѓанскиот сектор. Како граѓански активист ќе кажам дека исто така сметам дека овие избори се исто така значајни, заради фактот што граѓанските организации имаат континуирано поддржувачи или донатори во Соединетите Американски држави, кои што ги поддржуваат проектите кои што особено се насочени на развојот на демократските процеси, човековите права. И од лекарската фела вела дека САД се значаен помагач на македонското здравство, очекуваат тоа да продолжи и после изборите. Подршка ни треба, во секој случај од Америка ни треба. Начини на лекување, кои средства ги користат, како ја поминуваат тие цела оваа криза, кои методи, различни пристап. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Уникатна, но истовремено и мрачна уметничка инсталација беше промовирана во Вашингтон. Над 200.000 бели знамиња за над 200.000 починати од COVID-19. Во главниот град на Соединетите држави, уметничка инсталација со над 200.000 бели знамиња е мрачен потсетник колку американци починаа од коронавирусот. Уметничка од Мериленд вели дека ја креирала инсталацијата, откако се соочила со фактот дека секој број на починати кој се објавува представува еден човечки живот. Не можев да дозволам луѓето да бидат само бројки. Така, кон средината на август почнав да размислувам како јас, како визуелен уметник, можам да го концептуализирам овој огромен број. Сакав луѓето да ја разберат големината на оваа американска трагедија. Фирстенберг побарала помош од локална компанија за уредување зелени површини. Кога Сузан ја представи својата извонредна визија, мислевме дека е одлична можност визуелно да ја прикажеме загубата од COVID-19 во САД преку знамињата. Меѓу оние кои присуствуваа на отварањето имаше и луѓе кои загубиле некој близок како последица на коронавирусот. Денеска сме овде зашто сакаме да му оддадеме почит на Рики и зашто сакаме да им порачаме на луѓето, да носат маски, да одржуваат растојание и да прават се што треба за нивните семејства да бидат безбедни. Нашите лидери треба да направат повеќе. Лидерите на земјата, лидерите на бизнисите, сите од врвот до дното, зашто ова не треба да се случува. Голем панел на кој се менуваат бројките покажува колку мина во САД починале од почетокот на пандемијата на коронавирус. Секој ден до средината на ноември ќе бидат додавани нови знамиња кои ја символизираат страшната статистика. Тоа е се за ова издание на Newsflash. За најновите вести посетете го нашиот вебсайт glasnaamerika.com. Гледајте не утре на истото место и во истото време. Поздрав од Вашингтон.